Стопанствениците не очекуваат дека економијата следната година ќе има поголем раст од досегашниот. Очекувањата на Народната банка од 3,8% и на владата од над 4%. За нив се неостварливи. Изборите го кочеле стопанството, а 2020-та нема да биде исклучок, сметаат тие. Компаниите веќе отпочнаа резервирано да гледаат на сите оние проекти кои што ги има планирано за следната година, а и со самото тоа што ќе бидеме во очекување на формирање на нова влада, се она кое што беше планирано за првите 6 месеци од 2020 година дефинитивно ќе биде во фаза на застој. Бизнисмените велат кај крупните проекти што се реализираат на подолг рок веќе се забележувал застој. Од буџетот очекуваат капиталните инвестиции да се проектираат на соодветно ниво, а не да се напумпаат па да се кратат со ребаланс за раст на плати или пензии или како финансиска инекција за презадолжените општини. Ќе треба да се апелира до институциите да обрнат повеќе внимание. Сега веќе нема доволно време за да видиме кои се рамките на новиот буџет кој што ќе се практично проектира за 2020 година. Меѓутоа институциите треба да знаат дека треба да ги вклучат сите засегнати страни и да го слушнат нивниот глас пред да донесат финалната одлука за во која насока ќе се движат сумите за капиталните инвестиции за 2020 година. Бизнисот алармира и дека исплатата на минималната плата без субвенции од државата може да биде проблем за голем број фирми, особено во декември, месецот во кој треба да почне исплатата на повисоката ноемвриска плата. Законот за субвенции за минималеци покрај најавите се уште не е изгласан во собранието.